Зелката се троши како топол леп на пазарот во Штип. Граѓаните купуваа во големи количини. Иако последен ден од месец октомври, сепак купувачите ги полнеа торбите. Велат цените реални, а квалитетот е навистина добар. Си купуваше и зрновски прас, свежа марула, млад кром и тиква. Есенски денешниот петок вриеше од народ. Ќе купаме се нешто. Зелка, да, зелка. И други работи, овошје, дуњи, зеленчук. Така. А зелката ќе ставате ли во буре? Да. Квалитет има ли? Негде има, негде нема. Углавном да, има квалитет. Како избирате да си најдете добра зелка? А не сум ја некој што многу добро избира, ама што ми е среќа. Кумпир, патлиџани, се. И зелка ќе купам. Што пипер, патлиџани, този. Купуваме ли зелка за во буре? Не, сега моментално не. Средни цени, значи претходните пазари беа поскапи, а сега за сега добро. Вие што си купивте овој петок? Па скоро се, од се по нешто. Пипер, патлиџани, прас. Тоа. Има ли квалитет? Па сега, ако си најдеш квалитет има. Секаде не. Па има, ко нема. Што си купивме? Па се, гројзе, патлиџани. Тие работа, кашетни работи тука. Зелка? Не. Ставаме ли во буре? Ќе ставаме, ама рано още. Па зеленчук нешто. На тезгата на Чичко Ради денес навалија купувачите, а тој стругајќи раци ова утро расположен како и вообичаено. Вели денес особено пат има на цената на боранијата и брокулата. Цените се слични како протекниот петок, значи не е качено ништо, само дури има некои работи и паднато, него тука негде се. Раздвиженост прилично добро. Паѓање на цените има на брокулата и на боранијата. Боранијата ова беше некне 160, сега 120. Таа ти беше 120, сега 80 денари. Што значи боранијата падна и брокулата. Брокулата 200 на 150. Сега не е уште ладно, што нема потреба ни од грејање, ни ништо. Квалитетот е супер сега. Како ги чувате? На нивата е, сега на нивата е во Макдоналдс 30. Се на нивата, не е ништо копано, не е ништо вадено, не е ништо брано, што значи уште температурите одговара за на нива. Подготвувате ли се за зима? Да, обавезно. Значи прилично веќе најавуваат дека ќе бидат поладно и нормално спремаме се. Инаку овој петок се продава и дрвени бркалки за зимница, сушени чаеви, зимница за оние кои не направиле, свежи јајца, плетени чорапи и есенски производи со кој месец октомври е незамислив.